Мозочните удари не бираат ни години ни пол. Секој втор ден, еден жител од Истокот добива мозочен удар. Најчести причини се нелекуваниот висок притисок, шеќерната болест, како и пушењето. А во последно време проблем се и честите промени на времето. За минатиот период можам да кажам дека имавме зголемен обем на работа и што беше впечатливо беа зголемени, значи бројот на крваричките мозочни удари, односно мозочните удари настанати заради пукнување на крвниот сад. Ударите доаѓаат бргу, а последиците се лекуваат со месеци. Најкраткиот третман кај пациенти со акутно или хеморагично креварење на мозокот трае од 6 до 8 месеци. Се почнува директно во оделението кај што лежи, значи веднаш после ударот. И тоа се почнува најкасно до 48 часа. Тоа е таа рана рехабилитација на која што треба многу внимание да се обрне, затоа што од неа чекорите понатаму многу зависат. За да се стигне до она досна рехабилитација кај што треба да го приспособиме с пациентот за самозгрижување, значи да може сам да функционира, да се снајде во семејството. Бидејќи секогаш подобро да се спречи отколку да се лекува, најважно е препознавањето на крварењето во мозокот. Ако видите дека вашето лице е асиметрично, значи имате спуштен устен агол, ако видите дека или приметите дека некој од вашите блиски има слабост на едната страна од екстремитетите или одземеност на едната страна од екстремитетите, ако видите дека лицето потешко зборува или не ве разбира што зборувате, треба да делувате брзо и значи што побрзо лицето да дојде до одредена медицинска служба и помош. Со цел што повеќе население да знае да ги препознае симптомите, денес на Медицинскиот факултет при УГД се одржа предавање за мозочен удар. Истото е по повод месец мај, кој е прогласен за период за подигање на свесноста за мозочните удари.